денес сме во работна посета и на уредувањето на парковската површина со детско игралиште и други елементи кои што се прави во населбата Џогдере помеѓу зградите. Навистина, ова место за неколку недели ќе прерасне во едно од најубавите парковски површини на ниво на општина Прилеп, на општо задоволство на сите жители кои што живеат во оваа населба, па и сите кои живеат во градот. Целта на ова локална самоуправа беше да се дисперзираат парковите и тоа го правиме цело време, онаму каде што дозволува просторот, времето, нормално и финансиските можности. Имаме уредено преку 200.000 метри квадратни нови зелени парковски површини, со што Прилеп прерасна во еден од најуредените, најубави, најзелени градови во Република Македонија. До крајот на ова година, значи ќе треба да биде доуреден и музичкиот парк, кој што се наоѓа во населбата Врбенско мало, се уреди паркот пред театарот, а наредно ќе следува доуредување на парковските површини. Таа работа е веќе во тек до основното училиште Блаже Коневски во Точила, за да од први наредниот месец се префрлат работниците од јавното комунално претпријатие Комуналец да ги уредуваат парковските површини во Точила 3, односно тоа се зградите над црквата Света Петка. Онаа стратегија која од почеток имаме зацртано, значи прво уредување на централното градско подрачје и полека дисперзно уредување на сите парковски површини по населбите, ја реализираме полека. Џогдер е една од најстарите градски населби, заслужува да има ваков парк и паркот ќе биде лика и прилика, односно одлично среден, за да може да ги задоволи потребите и на најмалите и на повозрастните и на најстарите. И ова е само прва фаза, прва етапа од реализација на парковските површини во населбата Џогдере. А втората етапа е од спротивната страна, каде што се предвидува спортски игралишта за повозрастните дечина, за да може да го исполнуваат своето слободно време. Значи, ова парковска површина е предвидена со поплочени патеки, со вештачко, но природно, со природни езерце, со природни карактеристики, зелени површини, игралишта за мали деца, со лулашки, со лизгалки и така натаму, и простор за постарите лица кои се радуваат на играта на децата, да може да си ги гледаат своите деца и да се радуваат исто колку и што се радуваат децата. Реков, ова е првата етапа на следување, втората етапа ќе следува во понатамошниот период, каде што е предвидено спортски игралишта за играње на малите спортови. Има тука предвидено кошаркарско игралиште, маси на отворено за играње пинг-понг, за мал фудбал, значи голчина за мал фудбал, и така да оваа населба ќе добија еден од поубавите зелени, спортски, рекреативни површини во градот. Ова површина е отприлика 3000 метри квадратни. Финансиската конструкција за средување на првата етапа од овој парк во Џогдер изнесува околу 1.900.000 денари, заедно со се ДДВ, нормално. До паркот си е супер за децава че игра. Тоа е, инаку кај нас во Џогдере, ова е направено, што овдека беше трева само. Бабча. Задоволни сте? Задоволни се. Се што се прави се е убаво. Па мислам дека добро е ова што се прави за постариви луѓе овдека. За помладите секако, и постарите овдека седа пак. Овдека еве се слушам дека ќе му правеле за забава нешто, да си за кафе луѓе да си пија. Добро, задоволни сте. Вака треба да се гради секаде. Абе супер, паркот ќе биде одличен, само се на народот не може да задоволи сите. Некој вака мисли, некој онака мисли, важно. Што мислите? Ја мислам дека е супер. Направено е, има кај да игра. Беше депонија овдека. Сега се уредува. И само уште да го заграда, ако го града. Не знам дали е во програмата да се загради. Ти деца ќе пребегуваат, топката ќе појди ваму таму, може да се стори пакост. Презадоволен. Јас лично ние сме презадоволни од работава што се работи. Секогаш ја сакам да се играм во паркој. Ама сега поубав го направија и сакаме сега поубаво да се играме.
Слушај, Драган ги лажи луѓе овде, дека сега вика кој иначе прави дека за